Добър ден и среќен ден. Право да ви најавам неколку подкасти кои што ќе ги имаме во наредниот период, за кои што ќе слушнете и вие самите себе. Овој ден дождлив, тумурен, хмурен, никаков, ни покажува со самата температура во овој месец колку од нашата злоба и земјата се одвојува од сонцето, од незиниот пат која што оди. Тешко на нас понеделник и вторник и таа друга недела, кога нашава земја ќе се враќа во својата орбита и кога навистина земјата ќе пука. Затоа и прашав, навистина земскиот Бог верува дека и небесен. Го жалам. Го жалам и него, и Јаковче, и неговите козји рогови. Ги жалам и сите оние поклоници на неговата секта која што веруваа дека Бог ќе остави земјата, а посебно Македонија без стопан. Навистина ве жалам. А за тоа, од понеделник, секој ќе осети Божјата десница. А на вашиот празник, не сакам ни секунда да бидам како вас. За се оно што го правите. А оно што го планирате со Кочани, одмah ќе ви кажам, сте се зезнале. Завршува владењето на вашата секташка организација. Сте се зезнале. Кочани ќе биде град на светлината. И тоа го најавувам. Сакајте веруете, сакајте ич не веруете. Моево утринско кафе денес има причина зашто го пијам со вас. За вас, добронамерни македонци, кои што со дух, ум и фанатизам ја сакате Македонија и не ја продадовте својата душа на ова секташка организација која што има за цел да ви го устолчи антихрист, за полесно да владее со Израел и за да полесно утре си го изгради Вавилон по патот идентично како нашиот Александар Македонски. Само уште и да Александар Македонски, смејки со плави очи, срце планина и би било се окей. Неговиот црномурес лик, неговите рогови на коза, неговото персиско брадиче, ниту тогаш, ниту денес ќе успее со Македонија. За сите македонци. Да, Јаковче, тука сме. Само што не почнала судната битка. А ќе почне без тебе овој пат. Бидејќи Бог сака така. Помнете и не заборавајте. Македонци.
беше мојот поздрав до Јаковче, а сега нашиот поздрав за оно што не очекува и оно што доаѓа за сите нас. Да живее Македонија! Ова песна земјата ќе се тресе кога нашиот небесен цар ќе се појави пред сите. Тешко на сите вас кои што во име на сектата си ја продадовте душата и ова секташка организација персиска ви ја направи черепи и коски. Сите вистини закочени ќе ги знаете. И сите вистини за сите политички партии кои што се контролирани од еден центар. А ти апаш, влашка матицо, кои те формираа властите и олигарсите, за да ги заштитат нивните деца, кои што се на кокаин, кои што се коцкаат, кои што лумпуваат, затоа што повеќе нивните родители не можат да ги заштитат. Нема да ти успее, апас. Символот на матица не е влашки, македонски е. Она за кој што те создадува и за кој што комунистички како Че Гевара веруваш дека ќе успееш, си се зезнал како ти и детонатор кој што е контролиран денес од Лондон. Помнете и не заборавајте, македонци, затоа што матицата македонска е тука и за неа е се тоа што го правиме сите ние. Никој не може да го попрече воскреснувањето, а најмалку ти, измислен Че, затоа што децата на стечајците се тука да ја покажат нивната македонска сила, за се што правија оние кои што се создадоа апас, олигарсите во стилот на Хари Костов, во стилот на Штерео Наков, кутрите и они денес не знаат каде им е главата од нивните болести. Ама јас верувам дека ќе сватите дека не можете тоа да продолжите повеќе да го правите сокочени. А најмалку ти апас, влашка матицо, ќе успееш во тоа. И сите оние политички партии кои што стоат позади тебе, кочени повеќе нема да бие завиен во црно. Затоа што моите сограѓани ќе ја знаат вистината за се што правите сите. И зошто избран 16 март. Све ќе знаат. 12 вторници уназад на вашиот празник и 12 седмици уназад од 16 март вашиот 22 декември. Завршено е владењето на темнината.
Сакате верувате, сакате ич не верувате. Го чепнавте моje кочани. Таму кај што најмногу го боли Бог. Тогаш нека Бог ви е на помош. Тргнете ги раците од моje кочани. Затоа што на вистина сите ќе осетите Божјата десница. И ова е премногу што го правите, за да ја сокриете вистината и да скрените внимание. Затварање на некоја лажна гробница на нашиот жив Бог. Зарем не гледате, македонци? Колку кочани е завеен во темнина, толку тие брзаат да отворат некој Бог во бункер. Да отворат некој гроб на наш жив Бог во бункер. Зарем не гледате колку брзат и Охрид да биде Ерусалим? Не подлегнувате и понатаму на сето она. Овие ангели нека бидат наши херои, кои што навистина ги открија сите работи кои што Владо Павлов ви ги кажуваше. Штета, ниту премиерот, ниту министерот, ниту било кој друг во Кочани, а најмалку Миле Левков, на кој што сме му требало да го најдеме господинот Миле. Курле некое. Тој требаше да биде оној кој што требаше да застане во одбрана на нашиот град. А да не зборувам за оние после него. Секојдневно сум слушал во пролет. Доваѓаат жени, ги молат за работа. Една од друга се предаваат. Една од друга се шпионира. Која е мизерија од луѓе сте биле вие? Кога ќе сме му требале, на тој што му требал, ќе го најдел. Еве јас сега те барам и ќе те најдам, Миле. И пред сите ќе ја кажам вистината. Нетино, Светитино нема да спаси. Пред овој народ ќе слушне вистината за тебе. Немојте да си играте со Кочани. Немојте. Премногу е ова што го правите. За да го столчете Антихрист. И Охрид да го направите Ерусалим. Немојте. Оставете ги родителите. Ако сакате, дајте да помогнеме. Да најдеме начин да има паралелна истрага со сознанијата кои што ги имаме ние и сите, контра сознанијата и оно што го прави основното јавно обвинителство во Кочани. Да им докажеме дека детонатор не е мртов. Да им докажеме дека детонатор се префрли кај оние од кои што најмногу имавме потреба да ни помогнат. Да им докажеме, затоа што тоа го барат тие дечиња. Ја барат вистината. Зошто до ден денес никој не сака да се произнесе?
со експлозијата која што била внатре. Освен што објавив за азбестните табли и сите кренаа да ме убедуваат дека немало врска тоа. Ќе видиме после 2 години дали нема врска. Ќе правиме статистика. Пред дискотеката и после дискотеката. Тогаш ќе ве прашам сите вие, кои што сакате да ја загушите вистината во интерес на Антикрист. Дали имале врска азбестните табли или не? Никој не кажавте зошто директно од Скопје е исклучена струјата. Никој не кажете од каде се создала толку топлина. А ќе го објавам и оно што сум го пишал до Тино. Ќе објавам и Тино што ми одговорил. Затоа што знам дека Бог повеќе не може да ја поднесе ова сектарска организација, која што има за цел да го вала бикот во крв во нашата Кочанска река. Кочанчани, обединете се. Обединете се, како тоа што го правите за некој од страна што ви доаѓа. Вашата љубов и вашата почит спроведете ја секој кон себе кочанчанец. Исто онака како што пречекуваме гости. Најмногу е потребно сега ова. Да не дозволете некои си лажни чегевари, кои што не го почитуваат ни Филип, ни Александар, ни Македонија, за кои што за нив од Рим постое, пред Рим нема ништо, камено време. Затоа го повикувам Апас да си ги смире неговите лајки. Не можем да кажем шерпаници. Парите кои што му се дадени да ги заштити децата на олигарсите, тоа се пари дадени залудно. Затоа што нема веќе кој да ги штити нив. Толку се навлегле во наркоквартови, во бизниси со кладилници, во коцкање, во казина, во педеризам што крај број им нема. И тоа е кармата на оние кои што унистија Македонија. Оживува новата генерација на македонци, кој што живееше со сите овие маки на Македонија. Генерација на македонци кои што потекнуваат од стечајците. Затоа што овде ќе има јавно судење за Бранко Црвенковски. Бидејќи биолошкиот атентат е пострашен од оној обичниот атентат. Ќе има закон за биолошки атентат. А ова не е атентат. Влашката приватизација направи масакар и селување на македонци. Преку 100.000 жртви. Законот за биолошкиот атентат ќе каже вистината како и делувала ова секта. Преку судство, преку увара, преку обвинителство, преку извршители, преку нотари, преку олигарси. Се ќе се знае, македонци. Немојте да се играте со моето Кочани. Немојте. А ти Апас подалеку од Кочани. Иако преземавте некои работи во Кочани. Тешко на сите вас, ако се обединат кочанчани. Ќе видите тога што е шарена. Нула е она што беше шарена револуција. Ако кочанчани се обединат. Немојте на огонот да фрлате бензин.
Со 1000 коли да дојдете џаби вие. Нема да знаете каде ќе продолжите после. Не го провоцирате народот во Кочани. На подмукал начин, за кој што јавно ќе кажеме што представува 16 март. А тоа го научив од вас, секташите. 16 март поврзан со 2018 година. Со Владо Павлов. Одредена финансија на Мак Оргон за градење на пирамидата. 16 март 2024. Претрес во објектот во Кочани. 16 март 2025. Дискотека Кочани. Вакви 3 случајности на едно место нема. Немојте да се играте со Кочани. Немојте. А вие црнокошулци, вашиот култ на Апас, култот на црните тројки е завршен. Црна рака одамна умре. Да живее Македонија и Кочани ќе биде град на светлината. За сите кои верувате во Божјата десница, во Македон, Александар и Исус. За наши Кочани. За мирно Кочани. За љубов со Кочани. Кочани, обединете се и да не дозволиме она што се прави со Кочани последните деценија и повеќе. Ова што се прави денес, кој што велите дека започнало од 2012 година, не Кочанчани, ова е многу од постаро време. Ама да не се враќаме многу од постаро време, затоа што ги се изгубите. Вратете се од создавањето на кладилниците, на казината, од создавањето на се оно што беше против законито, од создавањето на кравот на кокаинот во Македонија. И дознајте дека ова не е од 2012. Деко само презема активности кои што биле пред 2012. Под контрола на Лондон. Многу добро се знаеме сите кочанчани. Ама родителите, сите заедно треба да се обединиме и да се спротивставиме конечно на ова детонаторско Кочани.
подалеку рацете од моје кочани. Чичко Владо веруваше дека има премиер, дека има министер и секаде предупредуваше да не дојде до ова што дојде. Чичко Владо се врати во Кочани. Со секого беше и се бореше за Кочани да биде град на светлината. Се бореше да откриеме вистината, за да нашите деца преку македонизамот никој да не ги убеди да се дрогираат. А ние ги оставивме по улиците, во трката по пари. И кој ги пречекаа таму? Кој ме дава вистината по улиците? Не можеме да се спротиставиме, освен ако младата популација сама не го избере патот без дрога. Помнете и не забравајте. А тој пат е возможен само со македонизамот. Со вистината за Александар, Филип и се што е поврзано со христијанството во Македонија и се што е поврзано со вистината за вистинските лиденци кои се бореле за царство Македонија, не за Република Крушова. И до ден денес се она што започна во 90-те во Скопје, преку една дискотека, а продолжи во Кочани. Детонатор не е само Кочани, македонци мои. Детонатор започна од 90-те во Скопје. Е тој детонатор од Скопје денес го имаше под контрола сето она. Венко нема да ви каже за ова. Млад е. Додека Венко некогаш пукал со боја, Павло пукаше на многу боишта. Тоа е разликата од мене и од нив. Додека Тино беше војна полиција и го чуваа во Илинден, Павлов доброволно повторно дојде, кај што едва сакаа да ме примат. И кога виде кој е сценариото за таа кобна 2001 година, токму поради таква некоја активност за детонатор, за уништување на патот на дрогата со Турција кој што го има направено албанската популација, на име на нив самите, без контрола од Америка, и мораше да дојде 2001, па затоа и оние НАТО лисици беа оние платени убици кои што ги убиваа наркодилерите, кои што сметаа на Америка и нација. Е во таква војна Павлов не се боре. Павлов се врати и почне иницијатива во Кочани тогаш. Е тој е детонатор, прв. Започнат од 2001 година. Започнат од 90-те години. Никогаш не сакате да го разберете Чичо Владо. Ама доаѓа ден од денес кога ќе ме сватите зошто толку сум ве почитувал. И зошто ве сакам сите обединети. Ама моје Кочани го докаже тоа. И затоа и ми смета на секторската организација. Го докаже во 2005 година, каде што се обединивме сите млади, независно кој на која политичка партија за Александар Македонски. Кочани повторно ќе се обедини. Трнете ја раката од Кочани.
Сите вие, кои што имате за цел да скрените внимание за отварање на гробница лажна на нашиот Бог жив и устолчување на Антихрист во Иерусалим, Охрид на сметка на Кочани. Повелете МВР, монструмот над монструмите е во Лондон. За наше Кочани, за вистината и правдата, за се што се прави против Кочани. Ви сакам сите љубов, љубов и само љубов. До крај, македонец! Пренесете ова одлука. Ќе чекаме што ќе измисли сектешката организација во сабота и ако не го прифатат оно што денеска го најавувам да ја трнат раката сите овие сектешки организации од Кочани и да остават слободно и достоинствено родителите да се ја завршат нивната мисија и ние со нив за нивните деца. Ако не послушат, излегуваме за спас на Кочани, кој што е поврзани со многу наши работи и кражби на некои одредени артефакти, кои што докажуваат вистината, од лица кои што се поврзани идентично, случајно или не, со тој 16 март и дискотеката. Лица 16 март претреска Владо Павлов. Исти лица идентично поврзани 16 март дискотека. Остануваме во љубов, мир и хармонија, оставаме на родителите. Ако некој друг се вмеша од страна, и ние излегуваме на улица. Кочани не смее повеќе да лее крв. Кочанчани, бдејте над родителите и не дозволувајте никој од страна да ви се меша во оно што ние треба да го завршиме и да ја затвориме ова пандорина кутија и конечно да ја умртвиме целата активност која што е правена преку детонатор. Затоа што детонатор е уште жив. Имајте убав ден. Повторно ги се слушаме во сабота. Кочани, бдејте над вашиот град. Чичо Владо е тука до вас, иако има многу активности. И ќе се борам до крај. Како што секој се борев за вас, младите. А тоа го знаете сите вие. Чичо Владо ги повикува сите оние кои што растевте со Чичо Владо, а не сте во Кочани. Во пораки да пишувате на сите ваши другари, да бдеат над Кочани. А ти мало попе Охомуш, прв да кренеш со мисијата за кој што си спремен и му требаш на Кочани со целата твоја екипа. Те повикувам, мало попе Охомуш, застани во одбрана на Кочани со целата екипа кој што им требата сега најмногу. Ве сакам сите љубов, љубов и само љубов.